Со пеење на староградски и традиционални македонски песни, распеаните струмичани долги години ја негуваат традицијата и одново го заживуваат духот на градот. Раководителот на хорот Боби Ѓошик вели дека голема е нивната улога во пренесувањето на таа традиција и на младите генерации, но и на оние повозрасните, кои со носталгичен тон во гласот зборуваат за стара струмица и убавите мигови поминати во неа. За убавото минато, традицијата и љубовта, распеани струмичани и оваа година ќе го одржат концертот, кој традиционално се случува секоја година во месец декември. Овој пат насловен од изворот Се уште пееме. Долго негуваниот концерт, годишниот концерт, по програма на НУЦК Антон Панов, значи по редовната програма, утре вечер треба да се реализира концертот на распеани струмичани за оваа година 2023. Оваа година е малку поинаков концертот. Се најавува документарен филм, краток за распеани струмичани, некаде од по некои си 80-тите години, крајот на 80-тите, па до ден денешен како одат настаните, значи овде се работи за поранешни членови, па се до денеска кои биле. И значи тоа планирано според тој филм и гостите кои што ќе ни бидат на концертот, значи распеани струмичани ќе се представат со 10 композиции, од кои ќе има плюс и гости на концертот, а оваа година ги имаме прилично многу и решивме да дадеме шанса на гостите, бидејќи ние веќе на некој начин се реализиравме, исполнивме и докажавме за 2023. Хорот на распеани струмичани досега се има закитена со голем број награди. Меѓу последните е освоеното прво место за најдобра интерпретација на фестивалот Илинденски денови во Битола, а во пресрет на празникот на Струмица Свети 15 Тивериополски свештеномаченици ја добија и наградата за успешна работа и негување на традицијата на староградските песни. Најзначајно за нас е гостувањето на Републичкиот фестивал Илинденски денови, кој се одржа во Битола на 28 јули, каде распеани струмичани се вратија со една убава награда, освоено прво место за најубава интерпретација, најуспешна на староградски песни. Последната награда која добивме вчера од општина Струмица. Честитки. Ви благодарам. Наградата Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. Тоа која ни додели посебно признание за успешна работа и негување на традицијата на староградската песна и за успешна работа во 2023 година. Првите почетоци на хорот се паметат уште при крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите години, кога се пееле серенади низ струмичките улици. До ден денес распеани струмичани се пример и синоним за тоа како се сака и негува традицијата за родниот град. Тие уште еднаш ќе го представат големиот опус на староградските песни, а на концертот свој настап ќе имаат и Славица Ангелова, Никола Тодоров Скака, Павле Витанов, Јовче Пандев и Љубомир Митрев.